Здраво се, вклучно повторно изборам за уште еден предмет кој го има постдипломците на историја, додека јас бев магистрант за среден век, а тоа е политичка историја на Европа среден век. Општо е познато дека средниот век се дели на три дела: ран, среден и доцен. Ово се однесува на целиот среден век, односно раниот среден век, крајот на антиката, падот на Римското царство, настанувањето на државите, кралствата, новите државни формации карактеристични за тој временски период, доселувањето на словените, тоа повеќе се однесува на Балканот, поделба на Римското царство на источно и западно, одека повеќе акцент се става на западното Римско царство, се под расколот на црквата во 1054 година, на западна католичка Ватикан и источно, односно православие Цариград и ден денес во Истанбул, односно се разбира главен е Ватикан во цел свет. Големата преселба на народите во 4 век наша ера. Доаѓањето на монголите од исток према запад. Со падот на Римската империја, создавањето на државните формации, например државата на Карло Велики, и ден денес се смета за основата на ЕУ, односно Италија, Франција и Германија, династиите Каролинзи и Меровинзи. Разлика од антиката, каде имаме многобожство, во средниот век религијата е нешто што е најглавно во општествата. И тоа е непобитен факт, тоа е нешто со што се карактеризира средниот век во целост. Источното Римско царство од историчарите наречено Византија, кој го опфаќа целиот среден век. Крстоносните походи се тука, да не ги заборавиме. Државите кои биле на територијата на денешна Италија, посебно најпозната била Венеција. Создавањето на универзитетите. Најстариот универзитет ден денес во Европа од Болоња, каде потекнува и ЕКТС. Гајнас прва установа, односно прв факултет кој го воведе ЕКТС системот, беше Филозофскиот факултет во Скопје во 2000 година. Од академската 2000-2001. Кој подразбира семестрални предмети, поделба на предметите на незадолжителни изборни, секој предмет да има ЕКТС кредити и слично. Понатаму од 30 годишни овој предмет спаѓа 30 годишната и 100 годишната војна, Вестфалскиот мир, со падот на Римското царство, формирањето на Британија, односно на малите држави кралства кои биле формирани во раниот среден век на таа територија, војувањата на скандинавските племиња, западните словени и слично. Потоа со текот на времето создавањето на полско-литванската држава. Голема улога имаат и календарите за западот, карактеристичен Григоријанскиот календар, славењето на Божик пред Нова година и Великден пред православните. Мада 90% православните овие два празника ги слават со католиците.
Меѓусебните односи се смисли на политички меѓу овие држави и племиња, тогаш е рано да се зборува за народи, посебно на стариот континент, помалку на Балканот и Византија, односно Византискиот Комонвелт, и доцниот среден век, кој се карактеризира пред со Италија со хуманизмот и ренесансата, односно појавата, природбата, враќањето кон антиката во Италија, во Фиренца, натаму големите географски откритија, потрага по нови територии и колонии, нешто што во втората половина на 20. век ќе се вика деколонизација, неоколониализам и слични движења, процеси, деколониализални процеси. Исто и на крајот од средниот век, развојот на науката и техниката, Јохан Гутенберг, првата печатница, ова е веќе во Германија, Мартин Лутер исто, реформација, контрреформација, Жан Калвин, калвинизам, односно католици, протестанти и слично. Се разбира, сите овие се христијани, но протестантите се далеко поблиску до католиците отколку до православните. Во овој период има голем развој на науката, техниката и посебно на крајот враќање кон антиката. Митологија имало и во антиката, имало и во средниот век, но кажав која е разликата. Во средниот век постоела таа догма, кој бил против црквата, бил јавно ставан на клада, тоа сите го знаеме. И уште доста други обемни теми кои навистина се интересни. До нареден пат, поздрав!